Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во новата анализа на 24 вести. Нашата вечерашна емисија е посветена на се она што се случува околу изборите, изборните листи, партиските коалиции, предизборните коалиции и се околу она што предизвика големо внимание во јавноста, а тоа се некои од личностите кои беа ставени на опозицијските листи. Како што е познато на јавноста, се дигна големо внимание околу ставањето на некои ликови, како на пример на професорот Ферит Мухиќ, на Лиљана Поповска од Дом на листата, а сега е веќе актуелно и појавувањето на Драгиша Милетиќ во она опозицијска коалиција. Од друга страна, од страна на владеачката партија за избори се веќе е известно дека ќе се кандидираат некои од личностите кои се под истрага на специјалното јавно обвинителство, за некои веќе е подигнато и обвинение. Сето ова го отвара прашањето за моралот и етиката во политиката, за прагматичноста пред тие норми. За ова ќе разговараме со 3 универзитетски професори, или поточно со 2 универзитетски професори и една професорка. Тоа се професорите Ристо Солунчев, Маја Стевановиќ и Трајче Стојанов. Почитувани, добра вечер. Еве, јас би дал предност на дамата за почеток на разговорот. Тоа е добро, еве. Професорке, вие сте една од оние кои реагиравте јавно за дел од листите кои ги објави опозицијата, пишувавте за Лиљана Поповска, за незиното минато, за ставањето, мислам дека реагиравте и за други. Можете ли да ми кажете зошто се решивте вака јавно да реагирате, со поглед на тоа дека има многу кои велат дека можеби некои од тие луѓе се спорни на некој начин, но од друга страна има под наводници, нели, зло или режим кој треба да се победи, така велат, и дека во тие моменти треба да се избере помалото зло, така да речем. Пред да ви одговорам на вашето прашање, добро вечер и до вас и до вашите гледачи. Сакам на гледачите да им кажам нешто кое што е од доменот на приватното, но важно за оваа дебата. Ристо, Трајче и јас сме пријатели, колеги и пријатели, соборци, ако може така да кажам, од професорскиот пленум и од независниот академски синдикат. Тоа значи дека сме луѓе кои што се почитуваме, но не мора да имаме исти ставови по однос на различни нешта и ќе си дозволиме вечера да дебатираме. Ветуваме дека нема да биде задудевна емисија на луѓе кои што се од иста страна и повторуваат исти работи или се согласни за се. Ке се повикам на дали си гатари, нели како било возможно филозофијата во една Атина да се створи, било возможно така што атинското општество било општество на пријатели. А пријатели може да дебатираат меѓу себе си непријатели. Не непријатели. Ке се согласите, колеги филозофи. Јас само не сум. Да се вратам сега на вашето прашање, зашто си дозволив јавно да прозборам, затоа што јас мислам по однос на одредени личности кои што се ставени на листите. Затоа што е тоа демократско право, затоа што е тоа израз на граѓанска свест во крајна линија. Јас сум гласач, јас имам право да го кажам својот собственото мислење по однос на нешто што мене ме засега, бидејќи тие луѓе ставени на листи ќе бидат утре задутре, ако бидат избрани, ќе бидат застапници на мојот интерес во собранието на Република Македонија. Сега, морам тука да направам дистинкција помеѓу бурата наводна, која што се дигна околу листите на опозицијата и молкот во однос на листите на се уште позицијата. Тоа за мене е знак на еден сосема поинаков демократски капацитет. На еднава страна имаме луѓе кои што јавно го искажуваат своето мислење, без разлика дали е согласување или е несогласување. На другата страна имаме молк во ВМРО ДПМН и нивните поддржувачи. За сите овие години јас не сум слушнала некој да проблематизира, а камоли да се спротистави на одредена одлука, политика на нивното раководство. Тоа мене ми говори дека луѓето кои што се симпатизери, како сакате, членови од опозицијата, имаат демократски капацитет, а и тие партии
кои што се партии од опозицијскиот блок дозволуваат. Непријатно е да кажам дозволуваат, туку имаат капацитет да овозможат во крајна линија една атмосфера во која што луѓето ќе можат да го искажат своето мислење. И нешто не сметам дека е тоа лошо, дека е некакво ситнење на отпорот, сметам дека е добро. Во крајна линија, и нема да ви одземам многу од времето, доблесно е што СДСМ излезе една недела пред крајниот рок со сопствената листа и остави можност луѓето да реагираат. Доблесно е што една личност на таа листа веќе е сменета. Еве, ова е директен резултат на реакцијата на граѓаните. Тоа мене како на граѓанин, кој што утре задутре треба да гласам, ми говори дека ако тој блок евентуално дојде на власт, дека ќе има капацитет да сопствените одлуки ги менува, преиспитува согласно реакцијата на граѓаните на Македонија. А тоа е суштествено во едно демократско и граѓанско општество, според мене. Професоре Солунчев, вие напишавте една колумна која предизвика, исто така можам да кажам, големо внимание, значи се вика Апологија Фиридова. Таа колумна инаку е насочена директно кон нападите кои се однесуваат врз личниот дигнитет на професорот Мухиќ, на неговото ставање на листата. Значи, еве, јас да подсетам дека професорот Мухиќ беше нападнат на социјалните мрежи најмногу. Можам да кажам дека ова беше ширено, значи можам да кажам дека беше нарекуван и квази интелектуалец, ми се чини, дека тој Ако тој е квази интелектуалец, јас би сакал да ми ги покажат кои се интелектуалците. Да, тој беше кажан дека како може он да биде ставен на листата, бидејќи никогаш не кажал ништо против режимот, пак ќе кажам во наводници, така цитирам, нели? Како може он, па после се отиде и во некои детали дека он учествувал и во борби со кучиња, па и тоа се зема како аргумент и така натаму. Ќе прочитаме дел од вашата колумна, но прво сакам да чуем вака изворен став од вас. Да, значи јас во принцип немам проблем со коментари. Значи јас немам во принцип проблем со различни дебати. Јас барам како филозоф да ми се каже зошто некој застапал некаков став. Тоа се вика разлог. Знаете, не е тоа причина. Дека причина постои во физички свет и причина, да, ВМРО-ците имаат причина. Они се во физичкиот свет натерани да не реагираат. Тоа што нивни криминалци ги ставаат на листи и сите молчат. Они имаат причина зашто тоа го прават. Значи, слободно мислечки луѓе имаат разлози. Зошто сметаат дека некој човек не сме да биде таму и ги даваат разлозите. Јас тоа го барам. Значи, јас сметам дека разлогот дека некој човек има различен став од мојот по поглед на абортус, по поглед на, не знам, борба со кучиња, не е разлог да го дискредитирате прво. Дискредитација, значи го судите врз база на некаков систем на морално подобие. И второ, имплицирате од морално подобие негова стручна дисквалификација, што во комунистички режими не се правило. Имено, моралната подобие значи дека вие нема да напредувате во партијата. Но тоа не значи дека тоа автоматски, бидејќи не сте комунист, дека не сте и хирург. Во овој случај би требало да се негира дека човекот во филозофијата на политиката, не го вовел тој предмет на катедрата кај нас, значи докторирал, магистрирал и се занимава со феноменот на политика како философ, не како политичар. А тоа дека нема ништо направено овие 11 години, не е баш вистина. Кој може да измери по таа некоја логика, значи кој Сашо Политико е поголем интелектуалец од Ферит затоа што многу повеќе тврдел нешто или ја нападал власта. Значи тоа не е мерка, немате мерка колку еден интелектуалец треба да се инволвира во критиката или во потврдата. Во принцип треба во критика само да се, по мој мислење нема добри се овие. Тоа не е став кој ќе кажете да, не. Кој ќе кажете тоа ве прави интелектуалец, бидејќи во тој миг влегувате во една образложение, расправа на образложение. А на крајот од криштата Ферит не мора ништо да направи. Доволно е што јас и Трајко сме негови ученици, па еве ние збориме наместо него. Да. Значи реално нема човек потреба до таму да ги иследи работите. Добро, за професор Стојанов, прашање ќе биде изведок од вашата колумна, понеќе скоментира. Вие ми кажавте дека не сте ја прочитале и тоа е добро, бидејќи еве сега изворно ќе слушнете еден дел. Значи, професор Солунчев пишува:
А што друго и да се очекува од джганот македонски да стори? Народ кој е потполно историски ирелевантен, кој не сака и не учествува во светскиот развој, кој представува некакво случајно движење на истата таа историја, сплет на случајни околности затоа што никогаш длабоко себе си не знаел да се мисли, народ кој многу тешко доаѓа до заокружување на сопствената историска физиономија, на својот субстанцијален субјективитет. Народ кој се дави во злоба и завис кон сопствените најдобри примероци и така натаму, да не продолжам, мислам дека добивте впечаток. Да, со задоволство ќе прочитам, немав прилика овој ден, ме бев постојано на пат. Да, сепак кога веќе авторот е тука, нели би било убаво да изнесе со тезата до крај, но од прилика фаќам што сакал да каже и сосема случајно јас имав една таква колумна за историската свест на овој народ. Ние навистина имаме некакво вон историско постоење, така да кажам, и за белјата да биде уште поголема, кој како доаѓа го кине тој историски континуум и мисли дека светот почнува од него. Ако некој има најголема вина во тоа кинење на тој историски континуум, тоа се случува во овие 11 години во обидот, нели, да се потврди дека се почнува од мене, се почнува од нас, значи универзитетот ќе направиме нов култура, ќе направиме нова, малте не уште нова академија на науки да направиме, затоа што се она што било претходно не вредело, не чинело. И тоа е наистина едно, како да кажам, едно кинење на континуитетот без кој една нација не може да се втопи себе си во историското и од тоа да изнедри некаков плод од една страна. Од друга страна, исто вината е во овие 11 години токму заради тоа создавање на некаков стереотип и на негација на се што е вредно. Знаете, создадува еден тотален или тоталитарен наратив кој што ако не просудува таа матрица, не просудува сето друго надвор, таа матрица е невредно. И навистина имаше многу вакви примери. Јас за малку бев, како да кажам, на работ бев да излезам со една апологија Маџирова, ако се сеќавате, скоро имаше реакции по повод наградата на Никола Маџиров, мој драг пријател, побратим, кумашин и така натаму. Јас за малку ќе излезе со таква да не се слушнавме ден претходно, затоа што ја не мислам дека оваа нација со ретките своји добри примероци треба да се однесува така како што однесува. Особено не да бара од некого било што, како интелектуалец кој што се пројавува на свој начин. Мислам дека во случајов го спомнав Никола Маџиров, тој има придонесено илјадници пати повеќе од сите оние кои што на ваков или инаков начин се пројавувале за секое веење на ветрево на нашата политичка сцена. Така што не мислам дека би требало на тој начин да со нашите најдобри примероци да се однесува оваа нација, спротивно ќе потоне во простичност. Мојата значи Маја ќе каже само на кратко, нема да одземе време. Значи идејата е дека имате две опции да ја гледате историјата. Или сметате дека таа се случува по нужност, што претпоставувате некакво си ум што тоа го дизајнира, и се е по нужност, или сметате дека не постои таков дизајнер и тогаш е се случајно. Значи имате случајни историски прилики, преселби на народите и настанување на народите и на нациите во историјата. Разликата на историски и на неисториски народи произлегува од тоа што историски народи се исто така производ на историски околности. Но оние прифаќаат историјата како историја на нивната самосвест. Ние имаме тој проблем да бидеме неисториски народ, затоа што ние не знаеме што да правиме со себе си. Значи, ние имаме проблем да не сваќаш дека она што се случило од 45-та и конституирањето на формата на нашата самосвест, не значи дека тој народ не постоел. Но самосвеста се формира 45-та година. Не можеш тоа да го рушиш. И да тврдиш дека има континуитет на самосвеста од античко време, од цар Каран или од не знам кој таму, кој што врска нема со овие современи македонци сега овде. Тоа значи дека ние потполно не ја формираме сопствената историска физиономија. Тоа во таа смисла, бидејќи не ја враќаме историјата во самосвеста, туку ја пуштаме
како некаков си разграден тек, од кој што секој си одбира тоа што му сака, го фалсификува на одреден начин. Имаме проблем нашите историчари да ги пратиме во свет, бидејќи треба да трескаат глупости таму, а тоа не сака да го прават нормално, бидејќи се во основата на ученици, и затоа приказните за небугарштината на ВМРО-вските војводи ја кажуваме овде. Инаку идете таму и објаснете им го тоа на бугарските историчари, да видам што ќе ви кажат на тоа. Во таа смисла е кажано тоа. Значи, мене душата ме боли за мојот народ. Дики јас знам од каде доаѓам. Ја доаѓам од семејство каде што сите кои беа Југословени, овие беа гејци. Има карти на етничка Македонија, јас знам што е Македонија. Така што ја мислам дека можам да го критикувам мојот народ, бидејќи сум дел од тоа. Тоа е една во основата само критика. Да. Добро, професор Стевановиќ, ја повторно ќе се вратам на оној агол кој ние го фативме од почетокот, а тоа е, вие кажавте и самата дека вие го кажавте вашиот став, бидејќи сметате дека е демократски да се критикува, дека тоа е нормално во тој корпус да се каже. Ќе прочитам уште еден извадок од колумната на Солунчев, кој се однесува можеби на тоа. Јас сакам тоа да го искоментирате. Да, па тоа сакав јас да. Иако сега оваа колумна иако оваа колумна значи е исклучиво посветена на професорот Мухиќ, сепак мислам дека може да се земе и еден друг генерален аспект. Па вака Солунчев пишува: иако нечија тоталитарна свест е знак дека пред себе имате примерок на џганот, тогаш јас не гледам разлика меѓу толпата на ДПМН и оние кои што стојат од другата страна. Вие ми се чини кажавте спротивно. Овие денови сите оние умислени квази интелектуалци од опозицијата, некои блиски и до СДСМ, покажаа дека имаат иста тоталитарна матрица, дека се од ист фашистички штоф исткаени. Сега тука се спомнуваат и ни за неимиња, нив нормално нема да ги прочитам, бидејќи не се тука, но мислам дека ви е доволно. Не прочитав имиња во таа верзија која што или на брзина. Сите, употребата на сите, мене ми говори за исто ставање на нештата, на луѓето во толпа. Че сите имам? Ако слушнав сите оние квази интелектуалци. И оние што стојат од другата страна. Не имаше некаде сите оние. Ова е. Да, сите оние умислени квази интелектуалци, али тоа значи дека сите оние умислени квази интелектуалци. Сега кој ќе направи разликата меѓу едните и другите? Тие што се, тоа јас ја правам дистинцијата, сега јас сакам апсолутно. да кажам нешто. Ако имало персонални навреди, не бев тука деновиве и не следев целата дебата. Ќе извадам аспекти, она што мене ми остави впечаток, известни искажувања. Ако имало персонални навреди кон филозофот, недозволиво. Но, она што јас го прочитав и што нешто го оправдувам, тука апсолутно сметам дека така треба да биде во едно граѓанско, едно демократско општество е коментарите на луѓето по однос на вредностите за кои што нашиот професор заеднички, мене за жал само еден предмет ми предавал, се застапува. Но не на Мухиќ филозофот, туку на Мухиќ потенцијалниот представник на нивните интереси во собранието. Јас тоа така ги доживеав тие коментари за кои што сметам дека се легитимни. И не сметам, и не сметам, таму имаш некаде го распнаа филозофот, не сметам дека е филозофот распнат. Под наводници, метафорици. Да. Некој е распнат во целата приказна. Не сметам дека е филозофот Мухиќ распнат од оние легитимни коментари, сметам дека е распната партијата која што го ставила на својата листа. Сега, одиме понатаму, за вредностите. Едно е филозофијата. Самиот наш професор велел, не го судете филозофот според тоа што го чини во својот живот, туку според она што го кажува и пишува. Така, тој ја прави дистинкцијата меѓу филозоф и меѓу човек во реалниот живот. Точно ли е? Ја не би согласил, филозофот и човекот се Не, дали е точно дека професорот Мухиќ тоа го така, како теза, сега кога го предал Шопенхауер. Сега мојата импровизација, она кога што го јас предал имам Шопенхауер, е како негов личен став. Јас го имам. Ако не сум во право, коригирајте ме, сепак само еден предмет на постдипломски ми предал, со уживање го слуша. Тоа е неговиот став. Човекот, политичарот, кој утре
ќе ги застапува интересите на бирачите во собранието на РМ, легитимен е стравот дека утре задутре ќе крене два прста евентуално за закон со кој што ќе се забрани абортусот. И имаат право, гласачите, имаат право да се прашаат кој е тој кој што ги застапува нивните интереси, тоест дали нивните интереси се согласуваат. Во овој изборен модел, во кој гласачот нема отворени листи, гласачот нема право да си заокружи име или не. Фалинката е во моделот. Сега, истиот тој наш професор, исто така, ако добро се сеќам, коригирајте ме ако не сум во право, тврдел дека демократијата нешто не е најдобар и совршен модел политички, туку напротив. Примерот негов беше со автобус, нели, не вози шоферот, тој што има возачка дозвола, туку оној кој што ќе го изгласаат патниците да вози. Тој го имам јасно. Во реалниот живот, филозофот Мухич, чиј став е дека демократскиот модел не е совршен или не е добар, во реалниот живот, на повик, решава да влезе во политика во еден демократски систем. Тоа значи дека човекот Мухич не се однесува согласно неговите вредности и ставови како филозофот Мухич. Од таа страна јас можам да кажам дека не може да се повлече директна линија меѓу неговите изјави за абортусот како убиство и од тоа да се извлече заклучок дека утре задутре тој ќе гласа за некаков си закон против абортус. Тоа е мојот заклучок. Да. Но она што е за мене најважно, и нема да го узурпирам времето. Она што е за мене најважно... Ќе се расправаме така, не узурпираме време. Само ова сакам да кажам. Она што е за мене најважно е тоа што сум имала можност, среќа, чест, ако сакате, да влезам во дебата, да дебатираме со професорот и да тргнеме од вредностни, сосема спротиставени позиции. Темата беше жена, женска емансипација и така натаму. Тој професор, позиција на моќ, така, јас студентка, позиција на немоќ. Во ниеден миг професорот Мухич не ја искористил собствената позиција на моќ да ме дискредитира мене како помалку моќна. Во ниеден миг професорот, како многу поедуциран, вешт во дебати од мене, не сум почувствувала дека се подсмевал. Напротив, со радост ги пречекувал моите аргументи, кои што биле среќно избрани или добри, а ги побивале некои од неговите, ретко до душа. Тоа мене ми говори дека се работи за човек кој што има демократски капацитет за дебата. И сега не се согласувам со неговите вредности по однос на абортус, по однос на жени. Не сум човек кој што оправдува борби на кучиња. Но чекајте сега, од една страна имаме човек кој што е висок интелектуалец, од една страна имаме човек кој несомнено има демократски капацитет, од друга страна имаме некој со бейсбол палка. Некој кои што злоупотребуваат правосуден систем за да држат со години во притвор луѓе кои што им сгрешила од XY причини. Сакам да се види големата слика. Значи, критиките се основа, бунењата, несогласувањата на луѓето по однос на различните вредности се основани. Но да не се види големата слика во сето ова, сметам дека е навистина приказната со дрвото и со шумата. Да, па мојата реакција беше именно она, ако е феритна листа, јас не гласам. Значи, тука беше тоа. Добро, има и за други да се гласа. Ма легитимно право е, не гласам, ќе гласам за други партии од опозиција, но никогаш нема да се согласам со тебе, дека имаш право да ги наречеш џган гласачите кои што имаат легитимно право да се побунат против изборот нечи друг на оној кој што ќе ги застапува нивните интереси во собранието. Јас само една опаска, пошто многу беше повикано. После изборот на Трамп, да речеме, во случајов и на Груевски во Македонија, си убедени сте дека демократијата е недобриот модел? Додека не се појави подоба. Имаме ли решение за подоба? Вака сега. Значи, проблемот на представување и проблемот на представничка демократија. Тоа би подразбирало дека би требало да бираме безлични луѓе. Значи, да, предпоставиме дека за СДСМ гласаат луѓе што мислат дека абортусот е џам.
Тоа е една претпоставка. Ако можете да ја докажете таа претпоставка дека за СДСМ гласаат луѓе кои мислат дека абортусот е џам, дека тука нема ништо, се е окей, тоаш може да му замераме на Фери дека он би бил нелегитимен представник. Тука си во право, да. Да, Тука значи си во право. од друга страна, он не збори за юридичкото однесување. Точно. Збори за едно етичко и филозофско Точно, ниво. и тука си значи, во право, да. е конзистентен со Да, својата да, затоа е направи философија. дистинкцијата меѓу филозофот и политичарот. Така, да? юридичкото останува во сферата на Договорното. и на Така, договорното, така. на крајот од криштата. Значи, ми се чини дека она што по моје мислење, да речам, значи затоа ми е смешно, нели, анима мунди, нели, луѓе вегани не јадат, не знам, јајце затоа што е тоа потенцијален живот и потенцијално пиле, али нема проблем со абортус. За мене е тоа парадокс. Значи тоа значи луѓе кои воопшто не се конзистентни. Значи збориме за филозофската основа. Значи класично, ако ти ми тврдиш дека ова јајце е потенцијален живот и со тоа што го јадеш, го спречуваш тоа да прејде во живот, во случај на абортусот нема тврдење дека абортус е и мастурбација и ејакулација, туку зачување веќе на живо човечко суштество. Значи овде тврдиш дека нешто што не е живо, што потенцијално може да биде живо, тоа не да не го правиме, а истите тие луѓе од анима мунди, од каде да не се, и сега тврдат ова што веќе е живо. Не, тоа е легитимно право. Значи не гледам тука е. Тука се согласуваме. Значи збориме за филозофски аргументи. Мене ми се чини, ја нарекувам джган само кога ми мириса на тоталитарно. Само тоталитарноста може да произведе джган. Во оној миг кога луѓе ќе се обидат да кажат дека некој не би требало да биде во парламент, оти парламентот не е сфера само на представништво, они таму треба да донесат, например, закони. Дали некој човек од некое село знае како се уредува тоа? Значи, он го повикува него и да влезе во парламент за да се случи некаква си стручна расправа. Дисквалификацијата на Ферид Мухич како неспособен да ја врши таа стручна расправа само затоа што нема став како што имам јас, тука е проблемот. На тоталитарноста која што мириса. Значи, јас знам да бидам многу радикален, значи, кога пишувам и кога зборувам. И со студенти го вежбаме таа радикалност на ставовите. Но во овој случај мислам дека секој еден кога се работи за вредности ги има своите црвени линии. Така. Нешто што е за мене црвена линија под која што не одам, не е за тебе и обратно. Така. Ама јас сум свесна дека мене вечерва пола од моите пријатели ќе ми се наутат заради известни нешта кои што ги кажат и може да се добие впечаток дека не се толку страшни за мене. Зависи од контекстот. Така, Навистина зависи од контекстот. И си сакам кучиња и сум имала кучиња. И сум чувала кучиња. И апсолутно не сум согласна дека треба да се организираат борби со кучиња. Но видете, во овој момент во кој што борби не е неважно. Не е неважно. Но во овој момент во кој што борби со луѓе, дозволете ми метафорично се изразам, се организираат, а ние сме во рингот. така е. Значи Дај Боже да дојдеме во ова општество, во една ситуација во која што ќе седиме и ќе дебатираме и ќе се расправаме до 101 и назад за правата на животните. Ние сме вратени пред 100 години назад, се расправаме за правата на луѓето. Па ние си овие година две се плашиме дали ќе останеме без работа, се плашиме дали нашата безбедност е загрозена, дали нашите елементарни човекови права се загрозени. Сега, тоа да се изгуби како рамка, свеста за тоа, мислам дека не е во ред. Повторувам, со сето право да се дебатира за нештата, да се каже своето мислење на нештата, но не со персонални навреди и со персонални дисквалификации. Да. Тоа не. И сосема е различна приказната за професорот Мухич и приказната за Лилјана Поповска. Сосема различна. Добро, мораме да направиме кратка пауза и се враќаме после рекламите во студиото. Да, се враќаме во студиото. Професоре Стојанов, дојдовме до вас некако, мислам, ја прекинавме тука дебатата на кратко. Да. Сакам да ве прашам за онаа друга страна на листите или воопшто за личности кои се кандидираат за некаква власт. Значи, кога зборуваме за личности кои се спорни, тука се сите оние кои ги слушнавме во телефонските разговори кои ги презентираше
опозицијата. Значи таму можеме слободно да почнеме од Никола Груевски па по вертикална линија надоле. Сега, според последните информации, се дека ВМРО ДПМН најверојатно ќе го кандидира Диме Спасов на листата и покрај скандалот со сообраќајната несреќа кој остана онака да лебди во воздух, значи ништо тамо не се реши, се зборува дека на листата ќе биде и Елизабета Канчевска-Милевска, за која СЈО скоро отвори јавен случај. Значи тамо се претходно и Антонио Милошовски, кој исто така го слушавме во бомбите и многу други. Значи да не ги заборавиме и личностите од ДУИ, тамо и Али Ахмети и сите тие други кои ќе бидат, кои исто така ги слушнавме во разговорите. Значи не се работи можеби само за незаконски действија, но действија кои се спорни од морален или етички аспект. Па мислам дека на слична линија е тука. Тие толку во овие 10 години не убедија во својата ненормалност да нас не стана тоа нормално. И наистина во таа ненормалност која што се случува во континуитет, вие просто не чувствувате потреба да ја преиспитате. Тоа што знаете така, ќе го кандидираат Диме без проблем. Они немаат проблем со тоа. Они не чувствуваат никаков проблем и во таа нивна сулудост просто ја наметна како нормален некаков дискурс од кој што ние веќе не се ни зачудува. Ова што сега го зборуваме е заради тоа што сме за друга страна затоа што сме шокирани и впрочем затоа што се уште сме задржале нормалноста и можноста да бидеме шокирани. Проблемот е што 10 години таа групација имаше идеја да анестезира. И мислам дека они немаат проблем со листи затоа што нив и им треба такво собрание. Нив им треба на повик Силвана Бонева да ги собери да ги даде задачи. Нив им треба собрание во кое што ќе креваат рака и ќе донесат закони без да ги преиспитаат и собствените ставови морални, и собствените политички и така натаму. Јас разбирам дека кога се кандидирате од една политичка партија, вие застапувате одредена позиција, одредена идеологија и така натаму, но не разбирам да не се преиспитувате самите себе си, да не разговарате со самите себе си. Ние заборавивме каква е улогата на собранието. Мислам, дали сме свесни која институција е собранието. Овие дебати кои што ги правиме по некакви портали и телевизии, вака така треба да се случува во собранието. Собранието треба да шокира. Дали сте погледнале дебата на британски парламент? Да, тоа е фантастично. Значи, удираат на маса, разговараат но кога ќе стане, завршува джентлменски. Така. Разговараат ко витези. Милина да ги гледаш. Ко витези. Така. И ние заборавивме дека таа институција тоа треба да прави. Таа институција треба да шокира. Да ти е радост да гледаш дебати во кои што ќе сте и шокирани од борби за кучиња. Нефункционалноста на собранието, меѓу другото е спомната и во европскиот извештај како еден од главните проблеми. Тоа не е собрание. И затоа ним не им треба. Они не се прашуваат. Значи таа монолитност таму е потребна како таква. Не треба да шокираат, они треба да анестезираат. И тоа прават 10 години. Интенцијата беше не само што анестезираат своје гласачко тело и своји приврзаници, интенцијата беше да анестезираат цела држава. Тоа беше интенцијата да натворите муавет. Што правиш со Скопје 2014? Да не се дозволи да тоа влезе во некаква искрена дебата, можеби ќе ме убедеа. Можеби ако излезеш овде, не знам, Мацо Станковски ќе правиме му дека милето кај баба ми на телефонот е барок. Може ќе му затоа што тоа му е тезата на. Значи може ќе му убедеше. Кажете ми каде вие имавте нивна желба да го провоцираат дискурсот. Не анестезираат, 10 години анестезираат. Тоа е идејата, да анестезирате цела една нација. И во таа смисла, и јас некога наврати напишав дека тоа е некаков историски греф. И јас не видов до сега, па ниту од СДСМ, ниту од ВМРО во овие 25 години, некоја партија со желба да го еманципира овој народ. Па макар и да се самоукине како партија. Никој. Да, може. Може слободно, Значи, кога ги размислувам работите вака и со Трајче сме го правеле тој муабет. Значи, пазите кои се опциите. Опциите се следниве. Значи, правите монолитна партиска листа. Значи, наоѓате некаков си критериум според тоа кој колку трчал, кој колку е алчен, кој колку е суетен и правите една монолитна листа. Втората
радикална, да кажем, ова е почетна, нормална, радикално нормална позиција. Втората позиција беше она идеална позиција на левица, да се кандидираат 120 независни интелектуалци и цела опозиција да застане позади нив. Но таа позиција има проблем што тоа би значило да се укине, харакири да изврши партијата. Тоа значи дека би требало да трчаат луѓе или трчале 11 години биле во пост и сега кога треба да јадат прасе, да не им дајете да јадат прасе. Тоест да се укинат, едноставно да престане. Да биде и да кандидирате независни интелектуалци кои што исто така замислете да беа 120 луѓе како Фери. Тоа беше хаос. Значи во принцип дали да се застане, јас не би имал проблем, јас би ги кандидирал Фери, Мухич и Најчевска барабар еден до друг. Значи да комплетно различни ставови, да кажам, заедно во собрание. Да имаше Македонија 120 независни, доблесни и некорумпирливи интелектуалци, немаше да бидеме тука кај што сме сега. Така, јас мислам ако немаме 120 можеме да ставиме клучот на држава. Но јас Ако немаме 120 независни интелектуалци, дај да се самоукинеме, мислам до таму пазите, ли дојде на работа. Што јас истакнувам, што ми е мене има некој што ми се чини дека е чекор напред. Може тоа да се толкова као окей, сега Заев и Шекеринска решиле да послушаат нешто од левица и ајде не можеме да се само укинеме, туку ќе идеме партиски, али ќе ставиме во листите, да кажам, не знам, независни интелектуалци, ќе ставиме нешто од граѓанскиот сектор, млади од граѓанскиот сектор, Павле Богоевски, од шарена револуција и на тој начин ние внатре нашата партиска листа и внатре да кажам групата на СДС ќе отвориме некакви си чиреви на можност утре да се критикува владата, али тоа е сепак некаков чекор напред. Не мислам дека постои логичка исклучивост во политичките прагми. Мислам дека стојат отворени опциите. Знам дека многу од СДС сметаат дека, што знам, требало да се иде со првата опција, се знае политички монолитно да биде тоа од нивната партија, дека ова е меч со двеоштрици. Значи, дали ти утре кога ќе сакаш да имено ова што го предложи Маја, значи утре може Ферит независно да гласа. Многу често се спомнуваат тука трите пратенички, нели? Така е. Значи Солза тоа Гачева, е, но тоа е Буралиева ризикот, тоа е ризикот што СДС го презема. И за мене ризикот не е негативна особина. Да, тоа е прекрасен ризик. Ја во принцип сум човек што радикално сака да ризикува и јас стојам позади тој предлог на левица. Но ова е сепак некаков ризик. И ризикот да се даде тоа недела дена па да се дебатира, они тоа го зимат како предности. Тоа стои. Затоа ми се чини дека треба да се почитува тој мал ризик што они го прават. Со отварањето можност, пазете, значи утре никој не може да предвиди што ќе се случи. Може Туфекџич ќе земе книшко од СДСМ. Па нема ништо да остане од граѓанскиот сектор, од студентскиот пленум. Али тоа се само нагаѓање, не можеме така да ги гледаме работите. Да. На крајот од криштата, значи што е битно? Борбите со кучиња или да продолжи разозданото лудило на еден тоталитарен систем? Значи треба човек бира така, просто така бира. Професорке, кога зборуваме за оној друг блок кој вие каде што вие велите дека нема никаква дебата, таму кога ги гледаме дебатите, луѓето кои ја застапуваат онаа провладина опција, кои ја бранат жестоко таа провладина опција, па и во ова студија и во други студија јавно, се чини дека најголем проблем е тука што нема аргументирана расправа, каква што би требало да има. Значи, аргументот на таа страна најчесто се сведува на некакви значи квази факти кои не се факти, на едноставно кажување не е така, или на она одбрана на ВМРО ДПМН за бомбите сечени, лепени, монтирани. Значи, вие можете да слушнете што сакате да видите, што сакате да добиете, каков сакате логичен аргумент, против аргументот е секогаш не е така и тука завршува целата дискусија, но проблемот е, јас што сакам да ве прашам тука, за публиката која сето тоа го слуша и го црпи, и каде е сега проблемот со таа публика која тоа го гледа? Дали се работи за доволна неедуцираност, се работи за клиентелизам, можеби, или нешто трето? Хајде вака, јас си сакав овој аспект да го отворам, бидејќи кога зборуваме за етика и за морал, во политиката, ние зборуваме само за еден елемент од системот за политичарите.
Не зборуваме за вториот елемент од системот, а тие се во повратна спрега, гласачите. Така. Велите дека луѓето кои што ја застапуваат провладината опција по студијата не разговараат аргументирано. Па добро, како со аргументи може да се брани нешто што е неодбранливо? Не може, па макар да сте генije. Еден ферит не би можел да најде аргументи за нешто што е ноторна будалаштина, колку и да е некој вешт. Сега имате закони и реформи кои што се спротивни на секоја логика. Ајде бранете ги аргументира. Истовремено, имате една партија која што сопствените граѓани ги смета за непријатели на самите себе си и на државата. Што мислам под тоа? Таа партија 10 години ја гради сликата на интелектуалните фели, сега зборуваме. Сликата за професорите, како за луѓе кои што нешто не ја сакаат својата работа, нешто не уживаат во педагошката работа, во науката и во истражувањата, туку напротив, како луѓе кои што се таму затоа што го мразат образованието, студентите и учениците, и се таму само затоа што сакаат да ги малтретираат и да земаат мито. Сликата за докторската фела која што се гради, дека се тоа едни садисти кои што убиваат луѓе и таму се само за да земаат мито. Не е случајно што сите интелектуални фели во оваа држава се сатанизира. Не е воопшто случајно. Тоа е концепт, тоа они го тераат консеквентно од почетокот до крај. Сега, кога истите луѓе од фелите, здраворазумски им велат луѓе, се согласуваме дека реформи треба. Никој не вели дека било совршено. Но ова вака не може. Аргументите се тие и тие. Треба да направите така, така и така. Тие нас не доживуваат како непријатели. Што можеме се ние тука да заклучиме? Дека нивната намера или не е добра, навистина да направат реформи, како што треба во интерес на сите, или дека се толку исфрустрирани да секој еден, сега во психологија ли ќе влегуваме, да секој еден што не мисли како нив, го доживуваат како нивни непријател. Тоа е тоа. Сега, велите, во јавноста излегуваат луѓе без никаква аргументација. Имаме публика од другата страна. И сега тие гледачи го гледаат. По логиката на нештата би требало да видат, овој нема аргументи, а овој има аргументи. Но некои истражувања велат дека луѓето се определуваат политички, 80% од луѓето се определуваат политички не заради рационални разлози, туку емоционални. Што правиме сега со демократијата? Тие нивни гласачи не се глупави луѓе, не се воопшто. Тие знаат дека лажат. Па тие сите знаат дека Диме Спасов пиел влегол во кола и така натаму. Но сакаат да веруваат дека му наместија. Не негираат дека бил пијан и влегол во кола. Но тие си веруваат на она делче кој ним им треба. Некакви си зли тајни служби со СССМ му наместиле на детето. Не можете да се борите со аргументи против тоа. Сега тие нивни гласачи, покрај тоа што не се рационални, може во нивната иррационалност, има и многу рационалност и доаѓаме ние до клиентелизмот. Кој процент од гласачкото тело вакви и такви ни биле партиите? Добро. Кој процент од гласачкото тело во Македонија ќе гласа за партија која што ќе излезе и ќе каже: слушајте луѓе, партиски членови и гласачи, никој нема да биде вработен затоа што е наш член или затоа што гласал за нас. Економската ситуација е катастрофална. Ако не ги намалиме платите и пензиите, ќе банкротираме. Нема да можете да земете пензии, нема да можете да земете плати. Ќе замрзнеме вработување во јавен сектор за следните не знам колку години и ќе мораме да отпуштиме толку и толку. Иначе ние за никаде работите. Колку гласа ќе добијат? 1000, 2000 гласови. И сега тука е јајцето или кокошката. Дали се партиите такви затоа што е гласачкото тело? Да се разбереме, па ние сме култура на натиго да им го и нарушват култура. Традиционална сега зборувам. Дали се партиите такви какво што е гласачкото тело? Или гласачкото тело е направено такво заради партиите? Кој е прво, кој е второ? Од овој зачаран круг, од овој магепсан круг, мислам дека може да се излезе само со една идеја која што е надвор од кругот. Македонија и 43 и 91 добила држава како дел од еден глобален процес. Тука се согласуваме сите. Во овој момент ние мораме
да ја реафирмираме во полно значење, медиумско секакво, приказната за тоа, дали оваа Македонија ќе излезе од ова и ќе го фати приклучокот со Европа, или ако не излезе, да и биде јасно дека кинисува неповратно на кај Ердоган и Путин. И тие гласачи сега емотивно, баш емотивно, ќе мора веројатно да се свестат. Дали ќе живеат во земја која што ќе биде блиску, буквално и фигуративно, до нивните деца на запад, оти нивните деца не бегаат во Турција и во Русија, до нивните деца на запад, или ќе биде блиску и во буквална и во фигуративна смисла до Ердоган и до Путин, до тој тип на земја. Ние само така можеме да излеземе од овој затворен круг на натиго дајмико. И меѓу гласачите, и меѓу партиите, таа спрега на партија гласачи. Да. Имаме уште, ајде да кажам, по минута имате двајцата, па да ја поделите некако. Професорката начна една од темите што сакав да ја поставам, а тоа е дека гласачите се определуваат пред време. Најчесто емотивно реагираат и така го донесуваат својот суд. Тоа до негде се покажа и со изборите сега во Америка, каде што покрај сите афери што излегува за двата кандидата, и за Клинтон и за Трамп, некако тоа многу не се смени во перцепцијата на гласачите. Тие, значи, се има определено многу пред тоа. Кај нас можеме да го спомнеме феноменот со бомбите. Значи, па не знам што не чувме во тие бомби телефонски и сепак според сите релевантни анкети ВМРО ДПМН сепак води. Каде е тука? Добро, јас зборав за тоа и за... Значи, тоа е... Народот нема потреба да знае вистината. Едноставно, просто степенот на корумпираност му е многу побитен од вистината. Значи, он нема потреба да знае дали некој крадел или не крадел, ако он добива 15.000 денари плата. Дреме, нели, запослен у некоја општина да мете тука двор и добива 15.000 денари, што? Значи, мора да сватиме, народот не е во многу очена состојба. И мислам дека последниве 11 години од каков народ, каква власт, тргнавме кон тоа власта директно да го моделира народот и да создава буквално толпа за своја употреба. За своја потреба. Значи, вие точно гледате дека колку гласови ни се потребни? 450.000. Како да ги произведеме? Он го гледа имено само како глас. Од него бара само глас. Овој во исто време вика, јас давам само глас, мене ми се битни 15.000 денари. Ме запослиле, го запослиле моето дете. Значи, јас пензионер ќе ме шетаат на панорамско тркало, или ќе ме вртат. Тоа е битно, не мисли за своите внуци, за своите деца. Мисли дека ќе добие 300 денари качана, нели ќе го возат во автобуси на панорамско тркало. Доволно мене пензионер, си калкулира. Имам уште 10 години живот, овие 10 години ќе ги поминам добро. Дали после Македонија ќе се распадне и кај ќе оди, не ме интересира. Да. Го моделира тој егоизам кај... Па имено, како што рекав пред малку, поентата е да се анестезира народот и да не се дозволи еманципиран народ. Тоа е помалку или повеќе приказ каде да сакате, во кое да било општество, но вака систематски, во еден вака мал народ, вака еден историски се уште недозрен народ, мислам дека тоа е кобно. И мислам дека и покрај целата таа, нели, историска приказна која се обидува ВМРО, нели, како партија да ја продаде, мислам дека после 20 на 50 на години кога ќе се враќаат нова, ќе биде еден од најголемите историски гревови и неправди што е направен на овој народ. Но јас сум убеден дека има, да завршам вака оптимистички, има прогресивни сили и помеѓу сите опозиционо настроени и помеѓу една млада полетна генерација која што доаѓа олицетворена во левица, покрај патем не мислам дека таа идеја беше неостварлива. Се надевам дека не остварлива во овој момент. Да, можеби мигот не е погоден, но мислам дека можеше да донесе плод. Како и да е, мислам дека прогресивните сили полека се, така да кажам, собираат во едно ткиво и дека ќе има излез. Некој јас сум оптимист, не заџавај ги симпатичен левица. Добро, еве да завршиме со оптимизам. Почитувани професори, ви благодарам за учеството. А вие, почитувани гледачи, ова беше уште една анализа. Останете со програмата на 24 вести.